Понеделник, 19 јуни, кратки вести во 12 часот. Драган Шојлевски ја наслика и ја замисли Македонија зелена, чиста и уредена, но колку државата успева да ги зачува неговите визии и неговиот труд. Дали вредеше целото озеленување на Шојлевски во Македонија за на крај да го исечат, срушат поради цврсти градби? Прашува во објавата човекот што ја озелени Македонија, по него таа се одзелени во продукција на Види вака авторот Христина Ѓоргиевска. Преку видеосторија подсетуваат на човекот кој е меѓу заслужните и за тоа што Охридскиот регион се најде на листата светски богатства на УНЕСКО. Како прв министер во тогашното Министерство за животна средина од 1981 година, заедно со екипа од оваа институција ќе изготват документ со кој се конкурира за прогласување на Охрид и Охридскиот регион во листата на УНЕСКО. Од бројните пејзажни дела што ги остави Шојлевски, импозантно е тоа за репрезентативниот парк Горица заедно со вилата Билјана во македонскиот бисер Охрид. Професионална екипа од Нуркачкиот центар Амфора од Охрид успеа да ги извлече од реката Вардар камионот и цистерната кои паднаа во реката од мостот во селото Таор. Откако по големото невреме возачот изгуби контрола над возилото и од висина од околу 7 метри падна во реката. Ова операција се изведе со голема доза на ризика. Посебен проблем представуваше надојдената и брза вода, која не дозволуваше пристап до камионот, информираат од Амфора. Додаваат дека со голема пожртвуваност и професионализам на нуркачите, мештаните и ракувачот на механизацијата, акцијата е изведена безбедно. Кошаркарскиот клуб Колибри од Охрид по повод 20 годишниот јубилеј организира меѓународен кошаркарски турнир што ќе започне денес, а ќе трае до 22 јуни. Со овој турнир започнуваме нова спортска традиција која во иднина ќе се стремиме да стане традиционална, велат од управата на клубот, формиран во 2003 година од млади ентузијасти кошаркари на тогашниот клуб Про Фитнес, во време кога женската кошарка беше во подема на трибините, можеше да се види и до 3000 публика. Собственикот и тренер на Колибри Весна Балазовска-Милошевиќ вели дека спортот тогаш бил многу попривлечен за младите кои се идентификувале со тогашните играчи. Времето денес сончево и значително потопло со мала локална облачност и слаб до умерен северен ветер. УВ индексот ќе биде 8, максималната температура во Охрид до 24 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.